Денес во Бекстејдж ќе имаме една интересна приказна да пренесеме од далечното географски Дубај, но се поголем број македонци го посакуваат. Младината сака да оди таму на работа, но како е во моментов, знаеме каква е политичката ситуација. Една од нашите најуспешни нашинки, македонки, која што долги години живее во градот на луксузот, Драгана Спасовска е овде со нас. Некако ми е дури и мило што повеќето од вас се вратија, па можеме да ве видиме. Сега не ни е мило за причината. Како си, што правиш, каде си? Периодов си во Македонија, но зошто? Дали наменски дојде или спонтано? Здраво, баш ми е драго што пак се гледаме, што сум гостинка кај вас во емисија, дефинитивно најдобрата емисија Бекстејдж. Јас од 22 декември заминав од Дубај за Виена прво, нели као Крисмес во Виена. После тоа отидов во Белград, па во Скопје, па во Софија имав некои снимања таму, пошто ќе соработувам со една голема клиника, ќе бидам на билборди во Софија, ќе ме гледате и за тоа ете ќе поразговараме. Од таму пак се врати во Скопје, пак отидов за Софија и требаше јас да летам во неделата, значи еден ден после тоа што се случи, ми го канцелираа летот и сакајки или не сакајки си се вратив од Софија, си се вратив во Скопје. Зошто Драгана не се врати? Дали имаш барем минимален страв? Слушнавме дека деновиве таму се затвораат работни места, некако принудно луѓето ги пуштаат на платено отсуство да се вратат во своите земји. Каква е ситуацијата со твоите пријатели, што ти пренесуваат од таму? Па кажува дека има летовите се ограничени. Јас летот ми беше канцелиран, немав друга опција. Тоа се случи еден ден после првиот напад и едноставно можев или да ми ги вратат парите или да го презакажам летот, но јас не знам ситуација. Си велиш посигурно парите да се вратат во мојот джеб. Така е најдобра. Би почекала уште една недела и сигурно до една недела би се вратила. Мислам, тоа е моето место на живење од 11 години, мојот дом и нема друго место кое што може да го реплейсне. Драгана, во време кога Дубај нема вакви немири, бидејќи нели како велеше тој на Инстаграм, number one safety in the world или број 1 по безбедност во светот, дали тоа макар ја разнеша некако довербата кај луѓето кои што треба таму да одат на патувања, бидејќи нели како светска дестинација меѓу првите 5 се води? Па за мене, човек кој што живее таму, јас пак би отишла и би останала нели да живеам. Не мислам дека тоа би се расклатило кај луѓето, но секако дека треба временски период да помине. И така Дубај летото е премногу топло. Може би од октомври, тоа е моето мислење, дека пак ќе си биде number one safety туристичко место во светот. Така да хејтерите, не знам, пошто видов дека доста луѓето го хејтаат као што се деси во Дубај, видовте ли? Мислам, колку и да хејтаат, тоа ќе си остане number one место и за мене тоа е најбезбедното место и најубавото место во целиот свет и јас имам таа привилегија да живеам таму. Кажи ми, Драгана, колку од тој луксус кој што го гледаме во Дубај е реалност, а колку е добро режирана приказна за јавноста? Ете твој осврт. Па види, јас сето тоа што го живеам и што го прикажувам на Инстаграм, тоа е целиот мој живот. Јас по принцип сум таков тип на човек, не се облакам реплика, тоа што можам со мои пари да си го купувам и тоа и го прикажувам. Нормално дека сегде има фейк, и во Македонија има, и во цела Европа, и во Дубај, сегде. Тоа си зависи секој самостално за него. Колку они го прикажуваат нивниот живот на Инстаграм реално и колку е тоа реален. Сега нормално, Дубај само по себе е луксузно место, животот е скап таму, имаш апсолутно секој ден различни места, ресторани, од јадење до дискотеки, до кафичи. Имаш голем избор и не би рекла дека е нешто фейк. Во Дубај има многу богати, влијателни луѓе. Дали некогаш на Драгана Спасовска и се случило некој да ја освои само со статус и со пари, или пак мора да има и харизма и некој X фактор? Што се види?
Види, за мене е најбитно човекот да е добар и да има хемија. Тоа е прво. Значи, ако нема хемија, џабе му се парите. Јас не сум исто девојка што не може финансиски сама да си обезбедам и патување и све што јас посакувам, така да не сум зависела никогаш од машко и не ни планирам да зависам, затоа што јас сум многу и доминантна како човек и доста амбициозна. Сите вие тоа го знаете од сите мои интервјута. Прво мора да ме освои со харизма и меѓу нас да има некој клик, да има енергија и најбитно е да има добро срце. Останатото веќе нормално, ако е маж што има нели финансиска стабилна состојба, нормално е дека би сакал нели да прави работи за мене, да ме изненадува и секоја жена сака поклони. Кажи ми, Драгана, која е најголемата цена која си ја платила за успехот и животот во Дубај или едноставно таму се ти оди со леснотија? Па види, за успехот можам да кажам не во Дубај, но можам да кажам со тоа што сум популарна, дека сум ја платила цената на тоа што немам толку многу privacy, немам приватност и секој човек го занима мојот живот, со кого сум на одмор, што правам, каде излегувам, секогаш да има некоја фама околу мене. Или кој финансира, знаат така да кажат? Нормално, да, јас се финансирам самата себе. Така да тоа е тоа што мислам и секоја јавна личност ја плаќа таа цена, но јас сум окей со тоа затоа што, како да кажам, кога стануваш популарен, знаеш за што потпишуваш, така да најасно сум со сите тие работи и окей сум со мојот живот. Дали некогаш си се почувствувала осудувана само затоа што си успешна жена во странство? Па не знам искрено, пак не обрнувам внимание на тоа. Да, многу ме судат, ама дали за тоа, за како изгледам, дали за тоа каков начин на живот водам, мене стварно не ме интересира, затоа што реално јас сум многу среќен човек и тоа многу пати го имам изјавено и ние со тебе кога сме разговарале, ти самата гледаш каква енергија ја зрачам и ние со сати може да се зборуваме и Првенствено си многу самоуверена, еве јас ќе кажам сега јавно пред гледачите, нешто што можеби не може да го видат од краткото интервју. И имаш многу мирна енергија, како да знаеш која си и точно знаеш што правиш и што планираш да правиш. Фала многу, искрено после последното интервју доста девојки што јас беше изненадувачки малце во Македонија, доста девојки ми пиша пораки на Инстаграм дека сум ги мотивирала, дека сакаат малце да бидат како мене, дека многу сум самоуверена, да им помогнам по кој начин они да бидат такви, дека има многу и самодоверба и така калм енергија како што и ти кажа. Едноставно тоа со самото време и со сите тие лекции што животот ми ги дал, јас се научив да бидам покалм и самоуверена и да се борам за тоа што реално го сакам, затоа што sky has no limit и ти си голем колку ти се големи и твоите амбиции. Кога би можела без филтер да им кажеш нешто на оние кои што те критикуваат, што би било тоа? Продолжете да ме критикувате, немам ништо против тоа, затоа што со тоа уште повеќе ме мотивирате да покажам и да докажам која всушност јас сум и докаде можам да успеам. Така да самиот, види, некој кога го критикуваш, прво погледни се себе и види ти кај се наоѓаш и види каде се наоѓа човекот. Јас, како што кажав, за себе, јас сум си постигнала многу и има уште што да постигнам. Имам многу барања за себе и од животот и од самата мене, така да јас сум премногу среќен, исполнет човек и немам време за хетерите, можам само да им вратам со една насмевка и голема љубов да се сакаат и да продолжат и да ме критикуваат. Дали можеш во моментов да се сетиш кој е најскапиот подарок кој што си го добила? Па да, имам мини кели и Ермес ташна. Најлудата понуда што ти ја дал некој богат додворувач? Не ми текнуваат реално, не знам. Но таму јас знам дека луѓето приоѓаат, ке ти купам iPhone, ке ти дадам ова, ке ти да... Сум слушала јас такви прикази. Поскоро на мене ми бараат јас да им купам. И баш Зарем? Бугарија да го има изјавено дека така некој, да речеме на Инстаграм, дотворуваче купи ми iPhone, ајде, така нека биде. Не ми приоѓаат, можеби заради тоа што енергијата ми е на власт на девојка и знаат дека
Зависи од каква енергија зрачиш и кај мене енергијата не е на тој стил што може да ми придат и тоа се. Имаш гард, значи поставуваш бариера? Нормално. Респект. Но на Инстаграм може и да сум имала некои понуди што јас не ги читам, тоа е од фейк профили, имам направено тој што не ми се пријатели да не ми стигаат пораки. Се сетив сега на една ситуација, морам да ја споделам јавно. Седевме тука со едно момче кое што исто така го снимавме, но нема да го откриам идентитетот. Ти спомена дека некогаш ти пишал, ти отвори и му рече блокиран си ми, дај ми го твојот телефон, бидејќи си ги избришала пораките, да видам зашто сум те блокирала. Дали си секогаш така директна? Премногу сум директна и тоа животот ме научи и би била секогаш волку директна. Тоа момче ми се имаше дотворувано и јас затоа и го... А не сакаше да признае пред новинарите на бекстејдж? Ама исто и гледав дека во некое друго интервју ми имаше па исплукано, нормално. Значи тоа е тоа, кога на едно машко егото ќе му го потиснеш и ако не може да те има, ќе почне да те плука. За убавиот кон прашина се вдига, така да немам... Ги блокирам, ако нешто не ми одговара, блок дели, тоа е тоа, секогаш сум директна, искрена. Дали е можно да се тие во толкав број што тебе кога седевме тука на интервјуто не ти ни текна зашто си го блокирала конкретниот човек? Има, да, многу пораки. Сепак имам околу 700.000 следбеници на Инстаграм. И јас кога постирам имам многу пораки. Не се фокусирам, едноставно тој е небитен фактор за мене. Јас и кога го видов не го препознав, а он знаеше јас која сум. И дури се направи нели на лут, но ги бришам пораките, не толерирам неприличност од страна на машки, затоа и он беше и на блок и на делет, ама... Дали е уште на блок и дали нешто ти се обрати по интервјуто на бекстејдж или веќе сте немале контакт? Не. Како што ти кажа, во едно друго интервју он беше гостин и мене ми исплука. Да, ми имаше коментирано. Од како се сретнавте во живо? Да, затоа што кога една девојка не можеш да ја имаш и ќе ти ја каже вистината и ќе те блокира и ќе те делитне, онда ти почнуваш да плукаш по тој човек. Така е во 21 век, повеќето од машките, реално да разговараме, кога не можат да имаат убави девојки, ги плукаат. Драгана, што никогаш не би направила за слава или за пари? Каде е границата? Па многу работи не би направила, не знам, многу ред флагови имам, сега во моментов ништо конкретно не ми текнува, но доста работи. Јас имам достоинство, не би го свинала достоинството на секоја цена. Нешто ако видам дека мене не ми се допаѓа, нема да го направам. Или ќе биде не по мое, него мора до заеднички јазик да дојдеме, ако има некое снимање, мора да биде и од двете страни. И јас со нешто да се согласам и од спротивната страна. Ако на мене нешто не ми се допаѓа, нема да прифатам ни една сума за пари за да го снимам тоа на секоја цена. Ти благодарам што беше сурово искрена, како и секогаш пред камерата на бекстејдж. Мене ме интересира уште колку си тука и кога ќе се подготвив психички за големо враќање назад. Мислам дека максимум една недела и планирам од Дубај, пошто сите алишта ми се таму, мора да ги земам летната гардероба и да отпатувам или месец-два Бали или Тајланд, ама ќе биде негде Азија и после нормално се враќам летото тука и од тука почнуваме Сен-Тропе, Миконос, Ибица, Марбеја и сите убави летни дестинации. Однапред знаеш каде ќе одиш, се е испланирано. Скоро секоја година тие дестинации ги одам, но да, све си планирам во главата моја, све по план. Тој план на добра позиција ме донесе, значи правилен. Успешно функционира. Да. Ти благодарам многу и се гледаме во следна прилика, зашто да не да дојдеме таму на гости малку да не прочеташ. Дај Боже, амин. Поканете сте после ситуацијава, да речеме, ајде од септември, октомври, цела екипа на бекстејдж, ќе ми биде драго и see you soon.